Да се представам најнапред. Јас сум Билјана Поповска, член на Председателството на Социјалдемократска унија. После јануарскиот месец на празници, денешниот прес на Социјалдемократска унија е да потсети на една секогаш актуелна тема, а тоа е дали Република Македонија, односно Македонската православна црква, треба да го прифати Грегоријанскиот календар и со тоа да се придружи на православните цркви, како и на најголемиот дел од христијанскиот свет, кои веќе го имаат сторено тоа. По однос на ова прашање во Република Македонија е потребна една поширока јавна дебата во која ќе се вклучат сите компетентни лица од стручната јавност, како и професори од богословските науки. Од контактите со бизнис заедницата сме уверени дека тие стојат за ставот за промена на календарот, посебно поради фактот од вакуум периодот од месец дена кој се создава во време на новогодишните и божитните празници, кога буквално се забрани какви било активности од нивна страна. Кога Република Македонија ќе влезе во Европската унија, ќе биде единствената земја која Божик го прославува на 7 јануари, додека пак Грција, Кипар, Бугарија и Романија одамна го сменија календарот и Христовото раѓање го слават на 25 декември. Во суштина, ова прашање не е судир помеѓу католицизмот и православието. Работата е во тоа кој направил поточна астрономска пресметка, дали астрономот Созиген или комисијата на папата Грегори 13. Малку е безсмислено да го славиме почетокот на новата година на 1 јануари според Грегоријанскиот, и тоа во период кога нашите православни верници се во период на божитни пости, за да потоа го славиме Божик според Јулијанскиот календар. Поради сето ова, како поради фактот дека Грегоријанскиот календар е многу попрецизен и дотни во однос на астрономското време, само еден ден на секои 14.400 години, додека Јулијанскиот, кој моментално го користи Македонската православна црква, доцни еден ден на секои 128 години. Социјалдемократска унија повикува на таа потребна дебата на нашата држава во однос на ова прашање. Современиот свет се обединува и интегрира во унија на економски интереси врз база на демократски вредности и цели. Тие пак конституираат општествен амбиент во кој како демократска придобивка на граѓанинот верник му се загарантирани верските слободи и права. Од тука нема место за било каков страх за губење на дел од духовниот идентитет на нашиот народ. Во Република Македонија е суштински дел од европската цивилизација и таа сите овие години минува низ тешки реформи. Социјалдемократска унија смета дека ова е уште една таква реформа со која ние треба да се соочиме. Социјалдемократска унија ги повикува Македонската православна црква и владата на Република Македонија да го разгледаат овој предлог кој ние ќе им го доставиме. Да се представам најнапред. Јас сум Билјана Поповска, член на Председателството